Благодарам на прашањето. Во однос на изградбата на автопат помеѓу Прилеп и Битола можам да споделам една убава вест дека во сабота почнуваат конкретните активности за изградба на автопат Прилеп-Битола, што е нешто што целиот Пелагонски регион го очекува, како што претходно кажа и премиерот. Во сабота стартуваме и се надевам дека што повеќе луѓе ќе дојдат затоа што се работи за една исклучително убава работа. Се работи за автопатска делница која што ќе значи дека ќе има решение со 6 ленти, 3 во еден правец, 3 во друг правец, ќе има помошен алтернативен пат кој што ќе биде исто така во служба на граѓаните. Секако исклучоци за сите населени места, тука влегуваат општините Могила, Новаци и Кривогаштани кои што се по траса на ова автопатско решение. Можам да кажам дека во изминатиот период се соочивме со бројни предизвици. Првиот предизвик беше со деминирањето, затоа што најголем дел од оваа траса поминува по линијата на фронтот на Балканските војни и на Првата светска војна, каде што има останато бројни експлозивни средства, мини, бомби и така натаму од Првата светска војна, но дури и хемиско оружје кое што е користено во Првата светска војна во соработка со Министерството за одбрана. Сакам да се заблагодарам на армијата. Почна интензивен процес на деминирање кој што претходно не постоеше и веќе имаме еден фронт од 12 километри кој што е отворен за работа. Исто така има бројни предизвици со експроприацијата кои што се решаваат. Можам да кажам дека во изминатите 3 месеци се решени 2400 предмети за експроприација. И сакам тука да споделам со јавноста две информации. Првата е дека процесот на деминирање практично и да не беше отпочнат претходно, односно на многу мала секција беше помината, а во однос на експроприацијата за 3 месеци се експроприираше за 3 пати повеќе од тоа што вкупно претходно е направена експроприација. И сакам уште нешто да кажам. Во договорот кој што е потпишан со изведувачите, стои дека доколку не се заврши експроприацијата до август месец 2023 година, Македонија ќе плаќа пенали, и доколку не се заврши деминирањето до сличен период 2023 година, исто така Македонија ќе плаќа пенали. Успеавме пенали да нема, а процесот да го водиме, но треба да знае јавноста дека до август 2023 година не беше направено ништо. Што значи дека се презеле обврски, но тие обврски не се реализирале, се исплатил аванс, но по однос на таа работа, освен исплаќање на авансот, ништо друго практично и не се случило, и се соочивме во ситуација каде што огромни средства беа исплатени, немаше никакви активности на терен и решивме да не правиме калкулации, да не бараме изговори, туку да ги решаваме проблемите и со решавање на проблемите да дојдеме во ситуација веќе да почне да се гради овој автопат. Мојата проценка е дека доколку одиме со ова темпо кое што сега го имаме наметнато, за 3 години ќе имаме целосно нов автопат кој што ќе поврзува Прилеп и Битола. Тоа значи дека некаде таму на крајот на 2027, почеток на 2028 година би требало да имаме автопатско решение Прилеп-Битола, кое што треба да се надоврзе на експресниот пат, кој што оди од Градско до Дреново и од Дреново до Фариш. Градско Дреново ќе биде готов до Нова година, Дреново Фариш најдосна до март месец. На Дреново Фариш се соочуваме со одредени технички проблеми кои што не биле предвидени во првичното проектирање и истите ги решаваме во овој момент и истиот, како што кажав, ќе биде завршен едната секција до Нова година, втората секција до март месец. Би сакал тука да информирам јавноста дека овој проект беше предраскинување кога беше избрана новата влада, имајќи предвид дека овој проект се работеше со наше финансирање, но и финансирање од Европската унија. Одредени активности кои што би требало да бидат преземени пред се во делот на финансирањето не биле преземани повеќе од една година. Имено заедничка комисија помеѓу Министерството за транспорт и Јавното претпријатие за државни патишта требало да биде формирано уште пред година и половина. Истата не била формирана
и изведувачот беше пред раскинување на договорот со голема можност да оди на арбитража и да ја добие арбитражата, што за овој пат ќе значеше огромен проблем, имајќи предвид дека еден изведувач постоел, па истиот се откажал, па друг изведувач ја имаше земено работата, и доколку и вториот изведувач се откажеше, тоа ќе значеше дека оваа делница градско Дреново, Дреново-Фариш не може да биде завршена уште најмалку 2 до 3 години. Она што исто така можам да го најаваме, дека за следната година јавното претпријатие за државни патишта планира да избере изведувач за третата делница, која што оди од Фариш до Прилеп, и тоа би значило дека од градско до Прилеп ќе имаме модерен експресен пат. На влезот на Прилеп, каде што во моментов има бензинска пумпа, ќе има еден голем кружен тек, десно ќе се влегува за градот, лево ќе се приклучува за автопатот Прилеп-Битола, што значи дека за 3 години од денес ќе има целосно автопатско решение кое што ќе оди од Скопје до Битола, што значи дека патувањето Скопје-Прилеп ќе се скрати некаде на час и 10, а патувањето Скопје-Битола ќе се скрати на час и 40 минути по еден навистина модерен пат во едни безбедни услови, што значи дека за 3 години од денес од Скопје до Прилеп ќе се стигнува за час и 10 минути, од Скопје за Битола за час и 40 минути, што мислам дека целосно ќе промени динамиката и на движење, и на економија, и на комуникација, и ќе значи многу за Централна Македонија, за Пелагонија, за раздвижување на бизнисот, имајќи предвид дека голем дел од бруто домашниот производ доаѓа токму од овој дел. Тоа ќе значи бенефити за помалите општини, како што е општината Росоман, како што е општината Кривогаштани, како што е општината Крушево, општината Могила, Новаци и секако Ресен, така што навистина еден огромен проект како што не е виден во Централна Македонија, и проект кој што, како што кажав, целосно ќе ја промени сликата и за движењето, и за економијата во овој пелагониски регион. Така што, имам да споделам убави вести, од сабота почнуваме, па со Господ напред за 3 години да можеме да ве поканиме на отварање на автопатот. Благодарам.